Почитувани, СДС бесрамно фалсификува документи. Недостоинствено за владеачка партија е да се служи со црна кампања од ваков најнизок формат. СДС се служи со груби лаги, со фалсификувани документи, со кои што, освен што врши недостоинствен напад врз опозицијата, туку во стилот на тоталитарните режими го нападна јавниот сервис, ги нападна агенциите за мерење на јавното мислење, го спори расположението на граѓаните. Во истата насока, ова доаѓа по низа напади врз медиумите, затоа што објавувале за криминални и недозволени скандали за владеачки функционери и институции. Од тука најостро и изрично ги демантираме информациите првично објавени во еден медиум, а потоа истите лаги ги дополни СДС. Не постои документ подготвен од Републичкиот изборен штаб на ВМРО-ДПМН за злоупотреба на изборниот процес, за што се наведува во емисијата во функција на фалсификатот на СДС, а потоа прераскажани токму од партијата СДС. Фактите се следни. Прво, подписите кои што би требало да стојат зади минјата на фалсификуваниот документ се целосно измислени и не кореспондираат со реалните подписи на известни луѓе. Имињата и презимињата на фалсификуваниот документ се или неточни, или воопшто не постојат такви лица. Трето, датумот на фалсификуваниот документ е 5 декември 2024 година, 8 месеци во иднината од денеска. Што значи, или се повикуваат на датумот 5 декември 2023 на состанокот на извршниот комитет, по кој што соопштивме дека председателот Христијан Мицковски ќе го предводи Републичкиот изборен штаб, или целосно се одлепени од реалноста. За подсетување, РИШ на ВМРО-ДПМН се формираше во февруари годинава. Почитувани, ако за СДС е нормално да имаат погрешни имиња и презимиња, за ВМРО-ДПМН името е светост. Ова е и доказ во јавноста за изворот на ваквиот фалсификуван документ, јавно објавен со лажни подписи. Ова се очени дезинформации својствени на СДС, со напади, со фалсификати и напади врз агенции и медиуми, само со цел да ја дезинформираат јавноста. Очекувањата од скапо платени советници со црни пари, например Асаф Исеин, СДС би требало да покаже барем поголема самопочит. Во тој правец, дали СДС ќе ги обвинат и ИРИ или пак НДИ за лажни анкети и резултати, на кои што ВМРО-ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова се во огромна предност пред Стево Пендаровски и СДС. Почитувани, измина времето кога Димитар Ковачевски како премиер шеретски одговараше во медиумите за доделување на државно земјиште на сопругата Елена Ковачевска за 1 евро метар квадратен, или пак за тоа дека семената компанија заедно со неговиот кум, додека Ковачевски беше мандатар и заменик министер, фирмата Pixel Group добивала државна помош. За вакви груби лаги од СДС ќе следи тужба за клевета и тужба за фалсификување на документи. Ви благодарам, повелете прашања. Рековте дека има лажни подписи и имиња кои се измислени. Чии се лажни подписи и кои се имињата кои се измислени? Има измислени имиња на документот, оној што може да се види има лажни имиња, односно на луѓе кои што не постојат воопшто како овај, а на дел од луѓето на кои што им се сгрешени имиња и презимиња, а би требало да кореспондираат со постоечки луѓе, подписите воопшто не одговараат со оние што се нивни. Еве да речеме, Ивица Грамбозов не постои. Дали некогаш сте имале со ИТИС работа за анкети? Дали сте ги ангажирале било кога? Дали сме ги ангажираме повеќе агенции за сме ангажирале повеќе агенции за испитување на јавното мнение, меѓутоа што е главната цел на ова? Се фалсификува документ, се прикажуваат целосни лажни податоци внатре и се наведува дека имало злоупотреба на јавниот сервис, со што всушност се прави злоупотреба на документ и се напаѓа јавниот сервис од страна на владеачка партија. Сметам дека тоа е многу поважно од тоа дали ВМРО-ДПМН го има ангажирано ова или она агенција. Слушаме од СДС постојано дека постоеле некакви други резултати и други испитувања на јавно мнение со поинакви резултати од оние што се покажани од, еве да речеме, ИПИС, како што вие го посочувате, меѓутоа ние во јавноста такво нешто не видовме. Затоа и во текстот на пресконференцијата посочив дали
СДС со ова сака да ги нападне и ИРИ, и NDI, и резултатите на нивните анкети во кои што релативно се поклопуваат резултатите со оние на ИПИС или објавените на јавниот сервис. Дали ќе ги обвинат и ИРИ и NDI за фалсификување на анкети? Јас пак ќе ве прашам, МТВ веќе имаше соопштение, сам дека они сами ќе одговорат на обвинувањата, јас ве прашувам дали ве не мораите с кои агенции до сега сте ги ангажирали кога поставен? Може ли писмено да ви одговорам за ова, за да ги соберам сите податоци кои агенции сме ги ангажирале воопшто, бидејќи не ги знам сите на памет. И да било ИПИС на оваквото, ќе ви одговорам писмено со сите агенции со кои што сме соработувале. Ви благодарам.